Кризата ги стигна и најголемите компании и денес од државата тие побараа помош, остварувајќи средба со министерот за економија Крешник Бектеши и председателот на Стопанската комора Бранко Азески. Ние побаравме од нив денеска да ги формулираат до вторник барањата. Тие денеска има едно барање, да бидат вклучени во мерките што ги концепира владата за 28. Ние за да може владата да одговори, треба тие да ги формулираат конкретно барањата и добија денеска рок до вторник да го направат. На кој начин и дали државата ќе им помогне ќе се знае на 28 септември, кога владата ќе го соопшти пакетот на антикризни мерки, но министерот Бектеши рече дека државата на нив им помагала и досега. Има одлука на владата дека ниеден трговец кој е лиценциран да не може да има поголема мажа од 10% од денешната референтна цена што е во берза. Тоа е еден вид подршка ако процентите на трговците биле поголеми. Сега ние сите овие напори што ги правиме, не ги правиме да има цена по купекс берза, што значи дека правиме напори да има рационални цени кои ќе може да ги сносат нашите компании кои се на слободен пазар. Сепак Азески призна дека бараната помош од големите компании не е без основа. Сите изразија очекување дека им е потребна некаква додатна подршка заради тоа што конкурентно во регионот се во послаба состојба затоа што таму имаат гарантирани цени компаниите, директните конкуренти од страна на државите кои што знаете вие дека се дел од нив извозници како Босна и Херцеговина, како Бугарија и така натаму и се во подобра позиција од нас. Од големите компании во регионот засега струја за континуитет во производството до нова година има обезбедено само Табмак, беше соопштено денес.